Добар ден, почитувани гледачи. Здравствена абецеда на телевизија 17 часот и 30 недела. Ама и нешто друго има на денешен ден. Има пастрмалијада во Штип. Добре дојде на сите што и вчера и денески присуствуваат овде во Штип, а и на сите оние кои го чествуваат празникот Мала Богородица. Знаете дека во Ново село Штипско традиционално 150 години се одбележува овој ден. И ние користиме приликата и на едните и на другите да им посакаме пријатни мигови. А нашата задача си ја завршуваме токму навреме. Ние новинарите сакаме да употребуваме термини, но и броеви за да може да ве воведеме во темата за која што разговараме. Денес разговараме за медицината. Во медицината истражувањата, сознанијата, човешките вештини, технолошките новини доведоа до тоа да може многу повеќе да му се помогне на секој кој бара помош од луѓето од медицината, кои има бара помош за своето здравје. Но статистиката има една друга карактеристика, а тоа е да ни ги покажува и од друга страна работите. Колку повеќе медицината напредува, толку повеќе вели статистиката има болести. Сега, зошто е тоа така? Има социолошко, медицинско, некое друго објаснување, но ние нема да навлегуваме во тоа. Мојот денешен гостин, со него ќе разговараме за една специфична работа. Спремајќи се за оваа емисија, побарав некои податоци од докторот Митровиќ, кој во Македонија веднаш по Втората светска војна вршил истражувања и помагал во болестите кои се појавиле. Знаете, после секоја војна, глад и така натаму, се зголемува бројот на луѓе кои бараат помош. И вели вака, бидејќи тој доаѓа од Нови Сад, се очекував дека после гладувања и непогоди, дека во Македонија кај мажите ќе има доста заболени од простата. Се изненадив, затоа што од она што го очекував, бројката е многу мала. Но статистиката е неуморива. Од крајот на 60-тите, 70-тите, 80-тите, а посебно 2000-тите години, бројот на мажи над 50 години кои бараат помош и имаат проблеми со простата се забрзано се зголемува. Дали се работи за начинот на живот, исхрана, зголемување на влагата во воздухот, недостатокот на цинк или нешто друго во организмот. Ние лаиците на тоа нема да одговориме. Затоа денес е мој и ваш гостин, докторот Петровски, со кој ќе разговараме, бидејќи тој за тоа заложен за оваа проблематика. Добро дојдете во мојава емисија. Благодарам што ме повикавте во вашата емисија. Докторе, јас ги кажав статистиките. Се согласувате ли со тоа како специјалист од таа област? Па да, карактеристично е дека воопшто не само за овие заболувања на простатата за кои што ќе збориме, меѓутоа здравствената култура денеска на популацијата, сега зборувам за во Македонија, значи се разбира дека е на повисоко ниво. Така да и сите оние, дали се тоа трибини, јавни трибини што се спроведува, значи во однос на некој тип на заболување, така натаму придонесува за тоа понатаму известувања преку весници, новини, јавни медиуми и така натаму. Значи се зголемува бројот на луѓето, без разлика дали е тоа машка, женска популација, деца, возрастни и така натаму, кои што за соодветна болест бараат помош, значи се интересираат, доаѓаат на контроли пред се кематичните лекари, а понатаму и кај специјалистите. И на тој начин фактички порано се откриваат голем број на болести, а тоа не значи дека тие сега ги имало поголем број, сигурно и порано ги имало, меѓутоа не се откривале на време, така да евентуално тоа е некој тип на објаснување зошто сега да кажеме се откриваат и да ги има во поголем број. Ова што докторот непосредно по Втората светска војна го забележал во својата книга е интересен за дискусија. Вие како експерт за тоа може да кажете зошто мажите помалку барале помош, веројатно споради медицинската култура, но и велат дека во Македонија поради климата или поради начинот на живот многу помал број бил на мажи кои заболувале од проширена простата. Па сега тие сознанија што биле во тоа време, може би на некој начин пред сега мислам дека сепак просветеноста, значи на тогашниот маж, да кажеме, после Втората светска војна или во 50-тите, 60-тите години, нормално бил на некое пониско ниво. Така да мислам дека болест као болест сигурно постоела и тогаш, меѓутоа заради тоа што не биле правени дополнителни испитувања некои или некои скрининг методи и така натаму нормално во тоа време, дека таа бројка била. Сега начинот на исхрана, да кажеме, сигурно има некое влијание. Сега правени се голем број на испитувања и исследувања, сега зборам во однос на простатата, значи
каде што се откриени дека одредени болести, например, кај на простатата, да кажеме, се повеќе застапени во високо развиените земји. Пред се тука спаѓа начинот на исхрана, користењето на позаситени масни киселини од месо кои што се консумира и така натаму. А Македонија во тоа време била, да кажеме, нормално на некој понизок степен од развој, така натаму, и овие болести биле помалку застапени. Ова е покарактеристично за карциномот на простата, кој што, да кажеме, е докажано дека, например, во некои земји на Северна Европа, во Америка, например, е повеќе застапен, во Канада и така натаму, за разлика од тоа што на Блискиот Исток, каде што нормално исхраната е, да кажеме, посиромашна во однос на овие масни киселини, така натаму, и таму бројот на пациенти од карцином на простата е помал. Така да тоа е некој вака гледање во однос на зачестеноста на оваа болест. Ако согласувате, ние да започнеме од почеток. Што е простата? Па простатата е, да кажам вака едноставно, значи орган, односно жлезда, која што нормално има само кај мажите, која што почнува да се формира, да се развива, значи како нормално многу мал орган, уште интраутерино во ембрионалниот развиток кај детето, значи кај машкото дете, а понатаму целосно развој, значи е после пубертетот, и понатаму таа поминува низ повеќе фази, значи како старее човекот, така да зголемувањето на растот во однос на волуменот на простатата се забележува над 50-та година. Значи после 50-та година. Која е незината улога во организмот? Па незината улога во организмот, порано се мислело дека таа лачи некои хормони како кај жените, например, што лачат овариуми и така натаму. Инаку простатата, бидејќи е таа жлезда, значи таа лачи еден секрет кој што секрет влегува во семената течност и при оргазмот кај мажите, односно при ејакулацијата, значи таа течност излегува надвор. Така да тоа е фактички улогата. Сега битна е местоположбата на простатата, значи анатомската, затоа што таа се наоѓа веднаш под мошниот меур во малата карлица, значи почетниот дел од каналот за мокрење поминува низ нејзе, така да, значи тоа е фактички зголемувањето на простатата првично делува на тоа ниво, значи на самиот канал, на уретрата, која што се вика латински, и од тука фактички започнуваат веќе проблемите кај мажите кои што се јавуваат. Таа е поврзана со други две семени кесички, например, кои што исто така лачат определена течност која што навлегува, секрет кој што навлегува во семената течност и така натаму, и нормално сперматозоидите од тестисите, значи све тоа е еден систем на поврзани каналчиња, меѓутоа крајно, значи тој секрет излегува преку уретрата надвор. И како и секој дел од човечкиот организам, со време си старее и си добива некои други функции или намалување на некои функции. Вие рековте до 50 години. Што правиме после 50? Па сега, тоа е карактеристично што заболувањето на простатата фактички во последните години тоа се нарекува бенигна простатична хиперплазија, односно бенигно зголемување на простатата, затоа што тоа не е туморско зголемување, карциномско зголемување, затоа што е една нормална физиолошка појава кај мажот, значи, и карактеристично е дека не се знае точно која е причината, например, што после петата деценија статистички е докажано дека најповеќе почнува да се зголемува простатата. Таа се зголемува и кај помладата популација, меѓутоа симптомите и така натаму кои што таа ги дава не се толку изразени или не ги приметуваат мажите. А инаку се предпоставува исто така дека тука има влијание и некои ензими во организмот кај мажот, значи кои што го претвараат тестостеронот во една активна форма, во дихидротестостерон, и се предпоставува, значи, дека тука има спрега од повеќе фактори, значи кои што влијаат, меѓутоа точно не е утврден точно причината, значи која што доведува до незино волуменско зголемување. А се разбира дека волуменското зголемување, што кај многу од популацијата не им е доволно јасно, значи не значи дека тоа е рак, карцином на простата, него тоа е бенигно едно зголемување, а дава проблеми во однос на мокрењето кај мажите. Има ли заболувања и кои се заболувања на простатата?
освен ова што рековте, бенигното здебелување? Да, па обично има неколку поголеми групи на болести на простатата. Тука спаѓаат воспалителните болести и карциномот на простата и оваа бенигна простатична хиперплазија. Значи тоа се тие три заболувања. Овие воспалителните заболувања можеби се покарактеристични за помладата популација, а додека карциномот на простата обично, значи за повозрастната популација, бенигната простатична хиперплазија обично започнува, значи, после 50-та година, како што реков, меѓутоа има и пациенти кои што бараат помош, значи, пред 50-та година, така што тоа се тие поголеми групи на болести на простатата, инаку во однос на симптомите кои што ги дава се доста слични. Значи, тие се слични помеѓу себе и треба нормално со детални испитувања, исследувања да се открие, значи, која е причината, кој е точното заболување на простатата кај пациентот и таква терапија да му се пружи понатаму. Разлика помеѓу бенигната и може и да примете лаик. Овде в наша емисија има и на така причина, вие ги знаете. Да. Затоа таму. Него вие како лаици, како можеме да приметиме дека имаме едно од тие двете работи? Обично не може да се примети, затоа што симптомите се многу слични. Пред се тоа се симптоми во однос на уринирањето кај мажот, така што првично на тоа се жали, дека дали ноќа станува да мокри, често пати станува, има оседна дедомокреност, па има некои прекини за време на мокрењето, дека подолго чека додека му почне првиот млас на мокрење и така натаму. Така да тоа се симптоми кај едната и кај другата болест. Во некои исклучителни случаи може да се јави крвава, сперма, значи, и така натаму, меѓутоа од тука не може да се заклучи од старт, значи за кој тип на заболување станува збор и нормално мажите се јавуваат на лекар, каде што треба со испитување да се направат, значи, анализи и да се открие за кој тип на болест станува збор. Обично во поставувањето на диагнозата, значи, има неколку, да кажеме, параметри кои што треба да бидат вклучени. Пред се тука спаја лабораториски некои анализи, од кои што во последните 15-20 години, значи, е битен еден туморски маркер, тој се нарекува ПСА или простата специфичен антиген, кој што нормално го има и кај човек кој што кај сите мажи, значи има една одредена вредност. Со текот на старењето кај пациентот таа и нормална граница се покачува некаде, меѓутоа карактеристично е дека кај карциномот на простата тој е над нормалните граници. Кај кај бенигната простатична хиперплазија тој може да биде евентуално зголемен доколку волуменот на простата е зголемен. Меѓутоа тука понатаму следи дигиталниот преглед на простата, значи кој што е малку непријатен за мажите, меѓутоа тој над 50-та година од животот би требало на секоја година или година и пол да се прави, значи, заедно со овие лабораториските анализи на туморскиот маркер. Тука спаѓаат исто така ехосонографските прегледи на простатата и евентуално понатаму, ако треба, компјутерска томографија, магнетна резонанца и слично. Докторе, кога ќе дојдат кај вас, се прави диагноза, се успостава режим на лечење и така натаму. Но, рековте и сами, околу 50 години започнува или можеби кај младите. Да. Постои ли совет, превентива за тоа? Ако имаме нека одредена превенција, велат дека влагата во воздухот, влагата во начинот на живење и така натаму. Нешто загатнавме околу тоа, ама ве замолил малку поконкретно. Па вака, некоја превенција, нема некоја специфична превенција во однос на бенигна простатична хиперплазија. Евентуално ние на пациентите им советуваме некои, ако може да се каже, некоја рестрикција во однос на исхраната. Значи, каде што им се препорачува на пациентите помало користење, значи, на зачинета храна, љута храна, кисела храна, исто така овие жестоките пијалоци, например, влијаат на појавувањето и појачувањето на симптомите кај пациентите. Исто така, навечер, например, 2 часа пред да легнат, да не зимат течно, значи, за да не ги станува, значи, мокрењето, да не им го пореметува сонот и така натаму. Значи, тоа е некој тип на, а инаку карактеристично е дека, значи, посебна некоја начин, некоја рестрикција на нешто не може да им се даде на пациентите. Овие се тие така некои поважни совети кои што ги даваме.
Така да, исто така нормално е сега ладното време, стоење на бетон и така натаму, во некои случаи или долго време седење пред телевизор во вечерните часови, исто така прави еден лесен едем на простатата, што во текот на ноќта значи ги буди пациентите и ги тера на мокрење. Така. Кога ќе поставите диагноза, оно што најмногу ги интересира мои гледачи, како се лечи? Ајде прво да видиме ова бенигната, па Сега за бенигната да ќе кажеме, таа е значи и почеста за разлика од ова карциномот на простата, почеста болест и прво има неколку значи битни моменти во терапијата кај пациентите кои што треба да се запазат. Прво е дека симптомите кај пациентите, значи он кажува одредена проблематика дека има. Сега постои една да кажеме еден скор кој што евентуално би можел да го пополни самиот пациент, тоа е еден интернационален простата симптом скор, така се вика, кој што е составен од повеќе прашања и таму на крај значи има тој скор според кој се одредуваат симптомите, значи дали се тоа слабо изразени симптоми, средно или силно изразени симптоми. Кај слабо изразените симптоми на пациентот евентуално му се препорачува оваква некој тип начин на рестрикција во однос на исхраната и такви некои, без да почне некаков медикаментозен третман. Да кажеме, оперативниот третман е карактеристичен за онаа силно изразени симптоми кај пациентите, а исто така некоја стрикна граница не може да се направи од кога што би почнал медикаментозниот третман, значи кај пациентот. И воопшто скоро стално се започнува со медикаментозниот третман. Сега тука се поголем број на лекови кои што се користат, различни групи на лекови, има кои што е фитотерапија, значи кои што се на растителна база. Други лекови се кои што имаат реално дејство, значи во однос на мазно-мускулните влакна на простатата, тука спаѓаат алфа-блокаторите. И друга група се лекови кои што се делуваат на хормонска база, тоа се 5-алфа редуктаза инхибитори, кои што делуваат инхибиторно на еден ензим, значи, кој што индиректно понатаму делува во однос на намалување на волуменот на простатата. Така да тоа се тие групи на лекови, медикаментозен третман, кои што пациентите би требало да го користат еден одреден временски период, од 3 до 6 месеци, во кој што период, значи, они може да приметат субјективно дали имаат подобрување некој во однос на симптомите. Ако имаат подобрување, во тој случај се продолжува со терапијата. Ако немаат, во тој случај следи оперативен третман и тука има повеќе методи за оперативниот третман. Да видиме некој од нив, ака. Да искористиме вашата присута. Па, добро, да. Да кажеме, као светски, као златен стандард, да кажеме, се уште представува оперативното лекување на трансуретралната резекција на простата, значи тоа е со помош на електрична енергија, значи се отстранува простатичното ткиво трансуретрално, значи без да има оперативен рез кај пациентот и понатаму тоа ткиво се влегува во мочниот меуро, таму тоа се излекува и се праќа понатаму на хистолошка обработка. Тоа е една од, да кажеме, најчестите методи кои што во последните 15-20 години се употребува, значи. Кај поголемите простати, да кажеме, карактеристична класичната операција, значи, која што се врши преку мочниот меур, од кај што се отстранува исто така простатното ткиво. Понатаму има во последните 10 години, значи, повеќе на запад, каде што започната е веќе лазерската терапија на отстранување на простатичното ткиво и нормално дека ова е една метода која што е и најлесна на некој начин за пациентите, значи со најмалце негативни нуспојави, значи на самиот оперативен третман, со многу брзо, значи, излегување од болница, со многу брзо враќање на секојдневните активности кај пациентот, така да тоа е, значи, исто така една од методите која што во последно време се употребува при која технологија е потребна тогаш, кај вас, например, во Аџибадем система? Што е лазерот зелено светло, green light? Да, тоа е green light, значи ние... Само да простите, докторе, вие коментирате, а мои колеги ќе ја пуштат снимката од него, па моите гледачи може да гледат. Па да, тоа е нешто ново што ние во нашата болница, значи, ќе го промовираме сега во најкраток временски период, значи тоа е употребата на green лазер, кој што
да кажеме, еве, некаде во Соединените Американски држави некаде од 2003-2004 година се користи, пред тоа се користеле други типови на лазер. Така што карактеристично е дека тоа фибер влакно, значи, кое што извор на лазерска на енергијата, значи, преку оптички еден инструмент се навлегува внатре во уретрата, значи во мочниот канал до пределот на простатата и тука со специјална нормално оперативна техника, значи се отстранува, односно се евапоризира простатичното ткиво, така што се прави, се проширува каналот во пределот на простатата од неколку сантиметри, кој што фактички е причина за сите оние проблеми кај мажот кои што ги има, кај големената простата. И тоа ткиво понатаму, значи, нормално ткивото простатично, како тоа исчезнува, така се отвора самиот канал и пациентот нормално, после тоа се става еден уринарен катетер, кој што го носи многу кратко време, најкратко време од сите овие други оперативни методи што се, и евентуално една вечер преспива во болници, наредниот ден би се пуштил на домашно лекување и за 2-3 дена се враќа на нормалните активности. Така да тоа е тоа е најсовремена, да, кој што ние ќе почнеме да ја употребуваме сега во најкраток временски период. Докторе, ова е едната страна. Втората страна е оној лошиот дел. Кога пациентите имаат канцер на простата. Што значи тоа? Канцерот на простата тоа е на друг тип на заболување, нормално, кое што е животно загрозувачко, значи веќе за пациентот, кој што карактеристично е дека има многу прикриена симптоматологија, стична како кај обичната болест, хипертрофија на простатата, кој што пациентот во поголем број на случаи пред да се воведат некои скрининг методи, значи ја откривал во многу касен стадиум, каде што и веќе лекувањето многу кратко траело и пациентот за жал го губел животот. Со сегашни испитувања, овие претходни кои што и кажам, на тие туморски маркери, на ултрасонографски прегледи, на дигиталниот ректален преглед и така натаму, овие систематски прегледи кои што се воведуваат сега во Македонија, например, кои што се обавезни за фирмите и така натаму, значи веќе целокупната популација подлежи на овој тип на испитувања, така што ако евентуално веќе има почеток, значи на еден на заболувањето, би го откриле на овој начин. А инаку лечењето исто така треба да почне што порано, нормално подобар е ефектот, успехот кај пациент, преживувањето исто така е подолготрајно. Така што кај карциномот на простата, значи има единствено кај него диагноза, поставување плюс сите овие испитувања кои што ги рековме кај обичната бенигна простатична хиперплазија, кај него треба да се прави биопсија на простатата и само на тој начин се докажува, значи, болеста, во зависност од наодот на биопсија на простата, зависно на локално проширувањето на болеста или ако има и далечни метастази, зависи третманот кај пациентот. Исто така тука има оперативен третман, значи понатаму има медикаментозен. Медикаментозата значи дека ќе прима одредени лекови. Медикаментозната прима одредени лекови, тоа се лекови кои што се на хормонска база, значи кои што го спушта нивото на тестостерон кај мажот на минимално ниво и на тој начин преживувањето се зголемува. Значи тоа е еден тип од лечењето. Зрачната терапија исто така е и друг тип е оперативното лекување, кое што е сосема различно од лекувањето кај обична плазија. Лечењето се оперативниот третман е каде што целата простата заедно со незината капсула се отстранува, значи, и понатаму мочниот меур директно се спојува со уретрата, со мочниот канал, значи, така што целокупниот тој материјал нормално се праќа на испитување, значи скроз друг третман е кај едната и кај другата болест. Едно од моите прашања се дека човекот е комплексно битие, хардвер и софтвер функционира на начин на кој што вие лекарите го одгатнувате, да кажеме дека и психолозите се еден од вашите колеги. Да. Има кое што кај вас лекарите многу се зборува, а тоа е дека мажите после 50 години, може 60-70 години, после операцијата на простата имаат психолошки проблеми.
Како да се справат? Еве жените го имаат исто тоа со кога имаат канцерна дојка или некои други операции поврзани со на матката и така Така. натаму. Да, ова е нешто слично, значи помеѓу народ, помеѓу машката популација, нели владе она мислење дека ако се оперира од простата и дека ќе изгуби машкоста или слично. Карактеристично е дека во однос, значи, на потенцијата кај мажот, онаква потенција каква што имал, тој таква ќе продолжи после операцијата. Значи, директно на потенцијата не влие заболувањето. Значи, Иако е тоа меѓу мажите распространето. Иако е распространето мислењето дека се плашат од операции така, карактеристично е дека единствено, значи, што може да влие, значи, што и да кажеме некој вид на последици, негативно некој ефект од самите операции или од медикаментозниот третман, тоа е така наречената ретроградна ејакулација, значи каде што мажите нормално, значи, ејакулираат, значи имаат оргазам, ејакулираат, меѓутоа спермата се враќа назад во мошниот меур. Значи тоа е дел од овие, да кажеме, од сите негативни ефекти од операциите или од лековите кои што ги примаат, така што евентуално тој поглед, значи, има некој вид на пореметување. Инаку во однос на потенцијата, каква имал пациентот пред операција, таква ќе има и после операција, затоа што тука други центри влија, значи, за овој проблем. Медицината станува постапка во која што се вклучуваат разни експерти со цел да се доведе организмот или сам човекот да се доведе во нека оптимална или во нека можност да преживее, како што велите, или што подолго живее. Што е според вашето мислење после третманот на вака операција? Колку е потребен психолог, па и психијатар околу ова, за сето тоа се заокружи? Па добро, иако сега повторно мажите се плашат и од таа постапка. Да, па мажите се плашат и одењето еве или давање совети од страна на психијатар и така натаму кај нас не е многу популарно, значи на овие простори. Така што се разбира прво, значи, урологот во предоперативниот припрема, предоперативната припрема кај пациентот треба да му ги објасни сите овие работи, дека нема да влие нешто повеќе во однос на неговиот, значи, во однос на неговото либидо и слично, овој тип на операција, значи. Така што, а инаку сигурно дека помош би била потребна или пожелна кај некоја група на пациенти, значи, кои што еве се плашат од операција или после операција запаѓаат во некои психози или што дополнително влијае врз развој на болест. Па јасно, добро, сега тоа повеќе на психичка база ќе им влијае, меѓутоа ако им се објасни све и така натаму, мислам дека тоа ќе има позитивен ефект. Така. И владата започна со еден проект, ако не се лажам, скоро сите држави на светот го прават тоа, посебно кај жените, имаат сите европски држави имаат една програма за зголемување на наталитетот, намалување на фертилитетот и така натаму, како државни политики, во кој што советот за често одење кај гинеколог, кај жените не само совет, туку и правила, па избирање на матичен гинеколог и така натаму, и така натаму. Вие сте уролог, а зборуваме за комплементарноста или споредливоста помеѓу овие две ваши медицински звања. Што велите вие, колку мажите треба да одат кај вас, кај уролозите? Па и нормално дека би требало, значи, евентуално не само заради типот, значи, самото заболување кое што така, значи, постепено се јавува, постепено доаѓа до појава на симптомите и така натаму. Прво треба да се престражи или пресрамат на некој начин, значи да доаѓаат на уролог, затоа што помеѓу нив владе тоа мислење дека непријатен е прегледот кај уролог и така натаму и сето тоа, значи, влие да они имаат некој вид на отпор, значи, при доаѓање кај уролог, меѓутоа мислам дека со сите овие, како што реков, дали се тоа трибини, има и една недела на карцином на простата, исто така и слично. Значи, мислам дека си доаѓа дека тоа има влијание, дека после такви некои емисии или слично се зголемува број, значи, заинтересираност, еве, доаѓаат на преглед така натаму, или слушнале на телевизија дека има некаков прегледи некои се организираат и слично во таа смисла и они доаѓаат, се интересираат, значи, полека свеста расте, а нормално, како што реков, дека над 50-та година, значи, овие сите систематски прегледи кои што се прават кај вработени во голем број на фирми, значи кои што се нормално, кои што се обавезни, таму почињаат, значи се испитуваат сите овие туморски маркери, се прави ехосонографски прегледи на целиот, на сите внатрешни органи, вклучувајќи и простатата, значи така да мислам дека
има еден нагорен тренд во однос на ова, на откривањето, диагнозата, значи на поголем број болести, меѓу кои овие на простатава. Така. Докторот Даниел Петровски работи во Аџибадем Систина. Вообичаено во овие емисии ги прашувам моите соговорници, вашите колеги за своите случувања. Тешко ли е да се биде доктор во институција која што постепено расте до ниво на престижна институција? Колку е тоа обврска? Иако е лаичко прашањето, се разбира. Да, па обврска сигурно дека е. Прво, нашата работа како лекари, било каде да работиме, нашата работа е нормално да помагаме на пациентот. Значи, секој некој што ќе дојде да побара помош, значи сигурно има некој проблем. Никој во болница не иде заради тоа што сака да иде, меѓутоа Освен на посета. Освен на посета, да. А инаку сигурно дека е голема чест да се работи во една институција, во една болница како што е Аџибадем Систина, затоа што започнувајќи од тимот на лекари кои што се, ја мислам, меѓу најдобрите во Македонија, така и опремата која што ние имаме, ја поседуваме или која што ќе ја набавиме и така натаму е едно од најсовремените. Диагностицирањето прво на пациентите е за многу кратко време, што нормално влие кај пациентите, значи да доаѓа да за ден, два или три се постави диагноза на било каква болест и понатаму се разбира дека доколку треба да се интервенира, сега зборам од хируршка гледна точка, значи сето тоа за кратко време би се завршило. Велат дека успешноста на терапијата, успешноста на постапката на лекарот е најголема кога се стекне доверба помеѓу лекарот и пациентот. Ево, од ваш сте млад човек, вашето искуство, тешко ли се стекнува доверба со луѓе кои доаѓаат со депресии, со однапред представа за својата болест? Па сега има повеќе групи на пациенти. Некои, значи, во сегашно време, значи, комуникацијата, нели, информациите преку компјутери и така натаму многу брзо стигнуваат до нив, они се интересираат. Значи има група на пациенти кои што напред доаѓаат и кои што од прилика слушнале нешто во однос на болест и така натаму и имаат конкретни прашања или во однос на терапијата и слично. Има друга група на пациенти кои што се лаици, како што велите вие, така што тие доаѓаат и воопшто не знаат за што станува збор и така натаму, каде што и се чудат, викаат дека немаат никаква болка, не чувствуваат ништо, а се заболени, да кажеме, од некоја тешка болест. Така да комуникацијата мислам дека за кратко време се воспоставува, кога ќе му се објасни на пациентот што треба да направи, кои се последици од заболувањето, дека треба да се интервенира и така натаму. Мислам дека за кратко време се решаваат они за започнување на било каков третман. Реков, вие сте млад човек и за последниот сет на темите од оваа емисија, во светот алармантно е, Светската здравствена асоциација излезе минатата година со статистики, со податоци, со анализи и така натаму. Во Југоисточна Европа имаме евидентно одцелување на лекарскиот кадар. И тоа е еден процес кој не знам дали ќе биде завршен, тоа е Југоисточна Европа, виза Швајцарија, Германија, а додека германските специјалисти заминуваат за Америка. Што вие, вашава генерација, мисли од предизвикот на современието? Па сега, тоа сигурно зависи од соодветниот, да кажеме, статус на лекарот во соодветната држава. Значи, дали тука има влијание економскиот момент, дали тука има влијание, значи, отворањето на границите, миграцијата, се разбира, на сите професии, меѓу кои на лекарската професија, значи, одењето во Соединените американски држави, значи, тоа се претпоставува дека таму има најнова технологија, дека еве тоа е еден широк простор кај што може да се делува, да се работи, на пример, и така натаму. Така да мислам дека тоа се причините повеќе кои што ги тера, значи, сите други бранши, меѓу кои лекарите да одат, значи, да барат, да кажеме, некој начин подобар тип на работа, подобри услови за работа и нормално економски поисплатливо нешто. Така да, сепак тоа зависи од самата држава, политиката во државата и слично. Повторно ќе искористам вашето присуство. Еден од предлозите во Хрватска го слушна пред едно 6 месеци, иста состојба има, иста проблематика имат. Они велат да се разговара со професорите, со вашата фела,
да се забрза обуката или студирањето. Некој вела дека не може да се заврши медицина за 3 години, ако ни треба на пазарот, тоа не е нешто што можеш забрзано. Потребно е да се темелно научи, затоа што последиците може да бидат големи. Вие сте рекол, да не повторувам 10 пат, вашето искуство и вашето мислење. Па ја мислам дека нормално медицината е, значи, една струка, наука и така натаму, каде што се работи со живо битие, значи со човек и така натаму, дека грешки нормално се катастрофални, така што мислам дека скратување на студии или такво нешто не е во ред по мене. Инаку, секој кој ќе заврши било како факултет, па и медицински факултет, тој се уште не е, мисламе, е општ лекар, да кажеме. Тој не може да биде вклучен веднаш во било каков третман на лечење и така натаму, заради тоа се воведени специализациите, субспециализациите и така натаму. Така што тоа е долг процес, сигурно студиите кај нас траат, значи 6 години, понатаму има специализации и така натаму, така да мислам дека се бара многу голема посветеност. Многу голема посветеност, а поготоа па нашава хируршка струка, значи, каде што се разбира сем, значи книгата, науката и така натаму, потребно е искуство, работа во операциони сали, така да тоа за кратко време не може да се постигне. Како и во секој дел од човечкото живење, меѓутоа ме подсетите за ова конституцијата за хирурзи, вели хирурзите се таленти. Многу работа, но нужен е талент. Има ли талент за хирурзи? Па нужен е талент сигурно, треба и работа, тоа е некоја комбинација. Така што, како што велиме ние, значи лошо ако хирург има две леви раце. Така да тоа е отприлика едно со друго испреплетено. Доктор, 40 на минути разговаравме, ми беше пријатно разговорот со вас. Се надевам дека моите гледачи од Источна Македонија ќе научат нешто, ќе можат и да ве побарат, преку Ристелизи ги добијат телефоните од Аџибадем Систина, ќе ви се јават, а вие, вашата заклетва и вашето знаење стојат на располагање. Фала многу и на поканата, мислам дека допревме до гледачите, кои што се заинтересирани во однос на оваа болест, нешто повеќе да слушнат. Така да... Ако имаат проблеми, треба да се јават кај експертите. Па треба да се јават, да. И ако имаме денес појава преку социјалните мрежи од разни самолечења, исцеливања и така натаму, меѓутоа струката си е струка. Да, ја мислам не треба да се подлегнува на тие, да кажеме, лекари или некои, не знам, бабини лекови. Во Русија е најден препарат кој лечи се, нали? Меѓутоа тоа е тоа, да. Така, проверката на вистинитоста останува на струката, али но и на секој од нас, ама можеш само еднаш да погрешиш, втор пат можеш да ги кајаваш, така? Така е. Благодарам што еднаш. Благодарам. Почитувани гледачи, ова беше мојот разговор со докторот. Слушнавте се околу простатата, допревме и до некои други теми кои значат и психичка стабилност на личност, затоа што треба да се прифати нешто што тешко се прифаќа како и секоја работа, но еве рече докторот дека непосредноста, поточно довербата меѓу пациентот и докторот е веќе првиот чекор за успешно лекување. А јас оде ќе и посакам пријатна вечер, оние кои ќе одат на Пастрмалијада, тоа нека го направат, а на другите кои го чествуваат големиот христијански празник, уште еднаш им го честитам. Довидување до новата здравствена абецеда.